2020 година започна многу оптимистички, со многу активности и со многу идеи како да го подобриме нашиот центар. Но во 2020 година не затекна проблемот со коронавирусот и пандемијата со која што сите не успори и ни направи проблеми во нормалното работење. Но сепак, Општина Центар најде начин како да го олесни начинот и животот и функционирањето на нашите граѓани. Обезбедивме соодветни услови пред се за учениците и најмладите дечиња во детските градинки за да го поминат периодот со коронавирусот, а воедно да се грижиме за нивното здравје и безбедност. Општина Центар и покрај сите тешкоти со кои што се соочи со коронавирусот, успеа да ги реализира и да ги започне своите планирани капитални проекти и инвестиции. Започнавме со реконструкција на Орце Николов, кој што ќе биде една од најмодерните улици во нашата општина и пред се во Дебрамало. Завршивме со дневниот центар за децата со детска парализа, единствен во нашата општина, но и во нашата држава, во склоп на училиштето Киро Глигоров, и со тоа представува училиште од инклузивен карактер и покажавме дека не правиме разлика помеѓу дечињата и тие со детска парализа, но и дечињата кои што одат во образованието, односно во основното училиште. Го завршуваме матично или познатиот младински центар, кој што исто така е единствен на овие простори. Тоа значи дека сите здруженија на граѓани, младински организации ќе добијат бесплатен простор каде што ќе може да ги спроведуваат своите активности. Завршивме со целосна реконструкција од темел на клонот Пепелашка и со тоа добивме нови услови за децата од предшколската возраст. Следуваат и нови проекти. Нова градинка во Пролет, нова градинка во Крњево, завршување на сите улици кои што ќе бидат на пример на Орце Николов, кој што ќе биде најмодерна улица. Продолжуваме со системот и начинот на рециклажа и селекција на отпад кој што го правиме со јавното претпријатие Паркинзи на Општина Центар, Смарт Општина Центар и конечно ќе добиеме Општина Центар да ја имаме на дланка. Тоа ќе биде со попис и опис на сите активности кои што ги спроведуваме во наредниот период и сите податоци кои што ги имаме на територија на Општина Центар пред се и како детални планови, но и урбана опрема, да ги ставиме на едно место каде што граѓаните ќе може да видат што имаат се во општината, а луѓето кои што ќе работат полесно ги планираат активностите кои што треба да следат. Но и покрај тешкотиите со коронавирусот, не треба да заборавиме да се радуваме и да изнудиме насмевка пред се кај најмладите, но и кај сите останати. Денеска, преку посетата на Дедо Мраз во нашата општина и низ нашата општина, ќе учествуваме во една активност преку делење на едукативни флаери кои што ги имаме тука, се со цел да на луѓето им покажеме и на еден креативен начин им објасниме како треба да се однесуваат за време на пандемијата и пред се за време на прославата на новогодишните и божникните празници. Воедно, истите флаери ќе ги поделиме до сите наши сограѓани, пред се за најмладите, се со цел да внесеме еден креативен и позитивен дух пред предстојните празници и воедно ќе поделиме неколку пакетчиња на нашите најмлади центарци за да изнудиме некоја насмевка и да ја поминат годината среќни и задоволни. Сакам овој момент да го искористам, да им ја честитам новата година на сите мои сограѓани од Општина Центар, но и пошироко, да им посакам многу здравје, успех и среќа и пред се благосостојба, заедно да празнуваме и чествуваме одговорно и сите заедно со заеднички сили во 2021 да ги победиме коронавирусот, но и воедно да се вратиме на старите и убави моменти на кои што се сеќаваме. Ви благодарам и среќна нова и успешна 2021 година.